Време за дневник на К1. Во него ќе гледате информации од регионот Македонија, светот и спортот. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Утврден е редоследот на кандидатите за градоначалници и за советници на гласачките ливчиња за престојните локални избори. Во Велишкиот суд продолжи судењето за смртта на родилката Маја Кадиева. Театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ги најави програмските активности за наредниот период. Во Основниот суд во Велес продолжи судењето на тројцата лекари од Гевгелиската болница осомничени за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Сведочеа двајца лекари и акушерката која што ја примила родилката. Тројца нови сведоци сведочеа денеска во Основниот суд во Велес во случајот со смртта на родилката Маја и нејзиното новороденче, што се случи во Гевгелиската болница на 22 октомври 2015 година. Двајца од сведоците беа лекари-гинеколози, едниот вработен во Струмичката болница, другиот во приватна гинеколошка амбуланта. Нивните изјави беа во насока на организацијското работење во Гевгелиската болница, како се закажувале хирушките интервенции кај родилките. Сведочеше и акушерката која што ја примила родилката. Се бараше да се најдат некои грешки во процедурата на прием на пациентката, за да може после да се утврди вина која ќе биде релевантна за огласување на вина и изрекување на казна. Според моје мислење, бидејќи согласно одредбите од член 207 став 1 кај што е дефинирано објективното битие на кривичното дело, а тоа е практично стручно мислење од стручни луѓе да одговорат дали пациентката е лекувана согласно на прописите и превземените лекарски дејствија се спротивни на тие процедури и лекарски знаења за лекување. Семејството на родилката се сомнева дека судењето се долговлекува, бидејќи обвинетите биле свесни дека ќе бидат огласени за виновни. Имаат забелешки на сведочењето на двајцата доктори, за кои што сметаат дека немаат никаква врска со нивниот случај, но и на сведочењето на акушерката. Судењата траат премногу долго од овакви сведоци кои не биле ни допирна точка со нашиот случај. Значи, нивната цел е долговлекување на случајот. Јас ќе го издржам и тоа, не е проблем. Работа што не може да се померат со ситуација дека доаѓа крајот на судењето и дека ќе бидат осудени. На осомничените лекари им се студи за сторено кривично дело, тешки дела против здравието на луѓето, во случајот за смртта на родилката Маја и нејзиното новороденче. На наредното рочиште се очекува свој исказ да дадат и вештите лица. Одсекот за недозволена трговија при СВР Велес во текот на минатиот викенд реализираше акцијски контроли на подрачјето на Неготино и Кавадарци за спречување на уличната продажба и уживање на опојни дроги, при што лиши од слобода вкупно 8 лица. 6 лица од Неготино и двајца кавадарчани од 19 до 26 годишна возраст се уапсени во рамки на акција која во минатиот викенд ја спроведе одсекот за недозволена трговија при СВР Велес. Акцијата е во рамки на активностите за спречување на улична продажба и уживање на опојни дроги, а по претходно подготвен план за акцијски контроли во Неготино и Кавадарци. Како што соопшти СВР Велес, кај приведените се пронајдени опојна дрога марихуана во помали количини, подготвени за препродажба, како и за употреба цигари со марихуана. Во акцијската контрола запленети се над 70 грама опојна дрога марихуана. По лишувањето од слобода на лицата, со нив е извршен разговор, пошто се пуштени на слобода, а по целосно документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Полициската станица во Неготино поднела кривични пријави за Ванчо Апостолов, градоначалник на општина Неготино. Портпаролот на СВР Велес Верољуб Додевски на пресконференција денеска рече, тој осомничен дека ја злоупотребил службената положба. Ванчо Апостолов дециден, ова е политичка хајка против мене како функционер на ВМРО ДПМН.
Полициската станица во Неготино поднела 3 кривични пријави за градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Тој е осомничен за сторено кривично дело, злоупотреба на службената должност и овластување. Пријавата е доставена до основното јавно обвинителство во Кавадарци, велат од СВР Велес. Кривичните дела ги сторил против со справени действија против законот за јавни набавки. Првата, втората е се коси со активности, направил активности кои се косат со законот за судир на интереси, и третата кривична пријава се однесува на активности спротивни од законот за образование. Осомничениот Апостолов вели дека ова е класична политичка хајка против него како функционер на ВМРО-ДПМН. Во посочениот период направени биле ревизии кои што покажале дека во општината се работело според законите на Република Македонија, вели Апостолов. Мислам дека е време веќе да се престане со политичката хајка, бидејќи на општина Неготино архивата цела е на фотокопирање, бидејќи се прави претрес на целата архива во општина Неготино. И мислам дека е редно, бидејќи ревизија неколку пати дошла во општина Неготино, нема констатирано апсолутно никаква грешка, и сметам дека е време да се запре со оваа монтирана политичка хајка од полицијската станица, која се однесува како содружник на СДСМ во целата општина Неготино. Останува сега по пријавите поднесени од полицијата да се произнесе обвинителството во Кавадарци. Изградбата на кружни текови во општина Велес решение за сообраќајот и поубав естетски изглед на градот беше тема на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Оттаму велат дека изградбата на кружните текови е со намена за зголемена безбедност во сообраќајот, но и бројот на сообраќајни несреќи да се сведе на минимум. Општина Велес го следи примерот од соседството и од Европа, градејќи кружни текови со кои се регулира сообраќајот, а станува тренд во сите држави. Досега во Велес се изградија 2 нови кружни текови, а се планира и во наредниот период да продолжи ваквиот начин на регулирање на сообраќајот, истакна Кирил Лазов од ВМРО-ДПМН и додаде дека пред 4 години беше ветено и истото е реализирано. Сетете се како изгледаше ова место пред да се изгради кружниот тек. Целосно, небезбедно, непрегледно и црна сообраќајна точка во Велес. Често пати овде се случуваат сообраќајни незгоди кои завршуваа со голема материјална штета. Најкритично беше во сообраќајниот шпиц наутро околу 7 часот и попладне околу 15 часот, кога сообраќајот буквално се загушуваше. За изградбата на кружниот тек општината инвестираше 4 милиони денари, а сообраќајот сега се одвива многу поорганизирано. Зголемена е безбедноста, а бројот на сообраќајни несреќи е сведен на минимум. Лазов истакна дека е извршено и осветлување и најави дека со вакви конкретни проекти и реализација на истите, ВМРО-ДПМН ќе продолжи и понатаму. Валишани се целосно загрозени од неодамнешната изјава на Зоран Заев дека во следниот период се планираат отпуштање на наставници и професори, рече денеска од партиската говорница на ВМРО-ДПМН Минча Андреева. Најавите на Зоран Заев за отпуштање на наставниците и професорите, тема на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Целосно сме згрозени од изјавата на Заев дека во следниот период се планираат отпуштање на просветните работници, рече од партиската говорница на ВМРО-ДПМН Минча Андреева. Тој без никаква задршка ова го соопшти на неодамнешното гостување во емисија на една од националните телевизии. Ова ли е животот кој Зоран Заев го ветуваше на граѓаните? Дали со бркање наставници од работа ќе го носите животот во Македонија? Почитувани, на сите веќе одамна им стана јасно дека СДС нема ниту идеја, ниту компас како треба да работи една одговорна влада. СДС покажа дека нема капацитет да спроведува реформи и политики кои ќе значат подобро образование и позадоволни наставници. Се што досега направија се само штети и понижувања. Пред неколку месеци за цели 55 милиони денари го скратија буџетот за изградба и реконструкција на училишта.
Во вода падна и ветувањата за зголемување на платите и поголем стандард за просветните работници, обвинува Андреева. Пред само 2 недели, пратениците на СДС не гласаа ниту за законот предложен од ВМРО-ДПМНЕ за зголемување на платите на наставниците и техничкиот персонал од 5%. Ветуваа поголем стандард за наставниците, но кога дојде тоа да го покажат на дело, никаде ги немаше. Очигледно е дека СДС смислиле еден перфиден план како сето тоа да го реализираат. Најпрво ќе отпуштаат наставници и професори, за потоа, како што самиот Зоран Заев најави, во образовните институции да ги вработуваат роднините и партиските потрчковци на позиции од чистачка до директор. ВМРО-ДПМНЕ ќе се спротистави на секој обид на СДСМ за протнување на така наречените реформи, каде ќе има технолошки вишоци и бркање од работа на наставниците, децидна е Менче Андреева. Општинската организација на СДСМ Велес денеска излезе со обвинување до општина Велес и градоначалникот Чадиев. Ти обвинуваат дека и покрај големата поддршка на жителите од левата страна на градот, сепак реализирани се малку проекти од ветените. Од општината демантираат, велат дека СДСМ нема никакво право ниту лице да зборува за левата страна на градот, која со години беше заборавена. Токму во тој дел од градот во изминативе 4 години реализирани се вкупно 23 инфраструктурни проекти. Општинската организација на СДСМ Велес денеска излезе со обвинувања кон градоначалникот Славчо Чадиев, велејќи дека жителите од левата страна на градот се заборавени и покрај големата поддршка од граѓаните и многуте ветени проекти реализирани се малку, рече Јован Јовановски од СДСМ. Се наоѓаме кај градскиот пазар, на местото каде што поминува малиот поток. Тука, во секое време, може да се види стекувањето на фекалии од домакинствата, а освен тоа, има и огромен комунален смет, што постојано се зголемува. Граѓаните што живеат тука, сопствениците на дуќаните, продавачите се жалат на лошата миризма што се шири во долниот дел на пазарот. Високите температури се причина плюс за страф од можни заразни болести и епидемии, со што се загрозува здравието на граѓаните. За ваквите обвинувања став побаравме од општината. Оттаму преку писмена реакција ги демантираат обвинувањата. Велат дека СДСМ нема никакво лице да зборува за левата страна на градот, која со години беше заборавена од нивна страна. Бидејќи не се информирани, ќе им предочиме дека на левата страна на градот во изминативе 4 години реализирани се вкупно 23 инфраструктурни проекти. Се изгради кружен тек на влезот под Костурницата, се асфалтираше дел од улицата Орца Шутев, а останатите се бетонирани. Господа од СДСМ, запрашете се колку пати годишно, додека СДСМ беше на власт, го чистеше каналот. Одговорот е само 2 пати. За разлика од тогаш, откако сега со програмата е предвидено каналот да се чисти 4 пати годишно, сепак за да излеземе во пресред на барањата на граѓаните, коритото на Дервенскиот поток во одредени години кога имало потреба за тоа се чистело и по дури 8 пати, што е двојно повеќе од планираното и 4 пати повеќе од тоа колку што вие го чистевте додека бевте на власт. Стои во писмената реакција испратена од општина Велес. Крводарителска акција денеска се реализираше во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко од Кавадарци. Својата животна течност ја даруваа учениците за кои оваа традиционална акција која години наназад се организира од Општинската организација Црвен крст Кавадарци и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Утре следни ќе бидат учениците од гимназијата Добри Даскалов. Во рамки на планираните годишни активности на Општинската организација на Црвениот крст од Кавадарци, од денеска започнуваат традиционалните крводарителски акции наменети за средношколците од средните училишта. Први на списокот беа учениците од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко, кои денеска ја даруваа течноста што живот значи. Акцијата заедно со Кавадаречкиот Црвен крст ја организираше и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Денес сме во просториите на Средното училиште Киро Спанџов Брко во Кавадарци, каде што се одржува традиционална крводарителска акција во организација на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина.
Ова е една од акциите која што организираме во нашите средни училишта со цел да ја мотивираме нашата младина да започне со дарување на крв, да станат и тие дел од нашето семејство на крводарители, со што имаат шанса денес да ја покажат својата хуманост на дело. Утре наред се гимназијалците, својата хуманост ќе можат на дело да ја покажат во просториите на гимназијата Добри Даскалов од 13 до 17 часот. За оваа акција доктор Божинова Петковска ги повика учениците во масовен број да се приклучат кон истата. Инаку информација за гледачите на вашата телевизија дека и утре ќе се одржи крводарителска акција во гимназијата во Кавадарци Добри Даскалов. Така да сите заинтересирани ученици, таа е акција предвидена за учениците од средното училиште да повелат и да даруваат крв. На сите ни е добро познато дека крводарувањето е чин на солидарност за секој здрав човек, чин кој нема цена и со кој во одреден момент може да се спаси нечи живот. Со самото дарување крв, крводарителите покажуваат висок степен на солидарност спрема оние на кои крвта им е најпотребна. Управата на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов джинот преку пресконференција ги најави своите програмски активности во наредниот период, предвидени за сезоната 2017, а исто така и плановите и програмата за следната година, како и фестивалските настапи на Велешкиот театар и дел од представите од новите продукции кои ќе се реализираат. За наредната сезона предвидено е театарот да ги реализира представите Браќа Карамазови, Сомнително лице, Лисистрата, Ревизор и 2 детски представи. Со овој театар до крајот на оваа година ќе се работат 2 представи. Тоа е една детска представа по режија на Александар Ивановски и другата представа ќе биде комедија, тоа е Вдовицата се мажи, работен по Чехов. Исто така, се очекува да се гостува во театар, да гостува со неколку своји представи во низ Македонија. Тоа е сега веќе денеска заменува театарот за Крива Паланка, игра на Осоговски деновишта. Така, меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким. На Свети Јоаким Осоговски, да. Потоа на 1 октомври е настапот на Интернационалниот театарски фестивал Млад отворен театар со представата Шумата на моето дрво во режија на Александар Ивановски. На 3 октомври концерт на светскиот познат фортепијано дуо Марко Скијаво и Серджо Маркеджијани од Италија. 5 октомври театарот го чека настап на меѓународен театарски фестивал In Vino Veritas во Виница со представата Синиот портокал во режија исто на Александар Ивановски. А од 2 до 10 октомври театарот има настап на Интернационалниот театарски фестивал Бомб во Сеул, Јужна Кореја со представата Шумата на моето дрво во режија на Александар Ивановски. Од 13 до 22 октомври Интернационален фестивал на античка драма Стоби ќе биде во театарот и на 17 октомври настап на денови на комедија во Куманово со представата Театар Љубов моја во режија на Дејан Дамјановски. На 25 октомври премиера на представата за деца Волшебникот од Оз во драматизација на Катерина Момева во режија на Александар Ивановски. Собранието на Република Македонија денеска донесе 2 закони. Донесен е законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса. Со законот се предвидува приходот, што досега го добиваше МРТ преку собирање на оваа давачка, да се финансира од државниот буџет и тоа во износ од 0,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. Изгласан беше и законот за стечајците погодени од приватизацијата на предпријатија во државна сопственост. Законот беше донесен едногласно со 82 гласа за. ВМРО-ДПМН е порача: ќе го поддржиме овој закон кој е во интерес на граѓаните. Вестите од земјава. Со жребка денеска во Државната изборна комисија беше утврден редоследот во единствената листа на кандидати на гласачките ливчиња за престојните локални избори што треба да се одржат на 15 октомври. Прва на гласачкото ливче ќе биде СДПМ, втора коалицијата Алијанса на албанците и НДП, трета ДУИ, четврта коалицијата за Битола, ДУИ, БЕСА и Алијанса на албанците, пета коалиција заедно за Газибава предводена од БЕСА, шеста НДМ, седма ВМРО-ДПМН,
8 Народно движење на турците, 9 Алијанса на албанците, 10 е ТМУРО, 11 е Демократската партија на турците, ГРОМ е 12, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е 13, БЕС е 14, ДП е 15, Левица е 16, ПДП е 17, Сојуз на Роми е 18, а СДСМ е 19. На локалните избори ќе учествуваат 19 политички партии и коалиции и 64 независни кандидати. Во пресрет на локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври, ВМРО-ДПМН е со огромна предност пред СДСМ. Според анкетата на Институтот Димитрија Чуповски, 28,4% од гласачите би гласале за ВМРО-ДПМН доколку утре се одржат избори, а за СДСМ би гласале само 18,1%. Според резултатите од анкетата, најголема доверба ужива председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, односно 29,2%, а додека премиерот Зоран Заев има само 14,8% доверба од граѓаните. Испитувањето на јавното мислење е направено телефонски, а партиципирале 1124 испитаници. Анкетата беше спроведена со цел да се измерат генералните перцепции во пресрет на локалните избори закажани за 15 октомври. Оваа анкета беше спроведена на ниво на цела Република Македонија и при тоа беа земени сите демографски карактеристики, се вели во соопштението од Институтот Димитрија Чуповски. Анкетата е спроведена во период од 13 до 16 септември. Ураганот Марија, кој достигна јачина од 5-та категорија, синоќа го погоди островот Доминика, причинувајќи штета од големи размери. А премиерот на оваа карипска држава Рузвелт Скерит рече дека Доминика е уништена и ја повика меѓународната заедница да помогне. Вестите од светот во продолжение. Американската администрација го повлече предлогот да се дозволи на обезбедувањето на турскиот председател Реджип Тајип Ердоган да купи оружје од американско производство во вредност од 1,2 милиони долари. Официјален представник на Конгресот изјави дека Стејт департментот формално го повлекол предлогот за планирана продажба. На почетокот на годинава, администрацијата на Доналд Трамп го извести Конгресот дека планира да му дозволи на производителот на оружје Sig Sauer од Нью Хемпшир да му продаде неколку стотици полуавтоматски пушки и муниција на еден турски посредник, кој ќе го користи обезбедувањето на турскиот председател. Против 19 лица, вклучувајќи и 15 припадници на турските безбедносни сили во САД, е покренато обвинение поради напад на демонстрантите пред турската амбасада во мај годинава. Ураганот Марија доцна во ноќта го погоди островот Доминика и направи хаос на целата негова територија. Малиот карипски остров Доминика, кој брои 72.000 жители, во доцните часови беше погоден од ураганот Марија. Ова е втор пат во краток период некој од островите на Карибите да мора да се соочи со природна катастрофа, откако Ирма го опустоши тој крај пред една недела. Ураганот Марија почна тивко, но полека се претвори во ураганот 5-та категорија, со тенденции да уништи се пред себе. Штетата причинета од ураганот се уште не е утврдена, но градоначалникот на Доминика, Рузвелт Скерит, воопшто не беше оптимист. Кажете му на светот дека Доминика е уништена, напишал Рузвелт на својот Facebook профил. Наутро ќе знаеме колку жртви понесе со себе ураганот. Изгубивме се што може да се купи со пари. Околните острови Китс и Невиц, Луција, Монсерат и Гвадалупе се подготвуваат за наредните 2 дена, бидејќи се очекува тоа да бидат следните дестинации на ураганот. Во Порто Рико е евакуиран голем дел од населението, со преку 68.000 луѓе кои се во засолништа обезбедени од владата. Се очекува бројката на згрижени луѓе да прирасне на околу 133.000 до крајот на оваа вечер. Голем пожар избувна во еден магазин во северниот дел на Лондон. Во гаснењето на огнот ангажирани се 120 пожарникари со 25 возила. На социјалните мрежи објавени се фотографии на магазинот во пламен, од каде се издига густ црн чад. Се работи за голем пожар и има прилично чад. Поради предострожност, локалното население е советувано да ги затвори прозорците и вратите, изјави представникот на противпожарната единица Сем Казманли. Причината за пожарот се уште не е позната.
Од утре се очекува промена на времето со повремени врнежи од дожд и ретки грмежи. Веќе во четврток ќе биде облачно и доста посвежа со пад на дневната температура за околу 10 степени. Во четврток ќе има слаб локален дожд, особено во западните делови и ќе дува умерен северозападен ветер. Минималната температура ќе се движи од 6 до 12, а дневната од 17 до 23 степени. Од петок и за време на викендот ќе биде стабилно и свежо со ниски утрински температури. Температурите ќе бидат во пораст. Ова е крајот на дневникот. Јас ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.